Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со нашата македонска радио програма Вечерва. Сите ве поздравувам и посакувам добро здравје, среќа и убава заедничка вечер заедно со вашите најблиски. Следуваат најновите соопштенија од Нјукастел и околината, вашите желби, честитки и најновите вести од Македонија. Вечерва со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Борис во сабота на 28 и недела 29 октомври. Пензионерското друштво Гоце Делчев од нашиот град Нјукастел организира прошетка со автобус до Сидне во местото Пакли Маркет, и тоа во сабота на 17 ноември со почеток на поаѓање на автобусот од предцрковната сала во 7:30 сатот сабајлето. Цената е $20 по лице. Исто така тие најавуваат дека пензионерската чланарина може да се платите за ова година ако се јавите во салата секој понеделник и четврток кај управата на пензионерското друштво Гоце Делчев. Исто така, почитувани слушатели од Нјукастел и околината, имаме нови вести од нашата нова управа овде во Нјукастел. Во иднина имаме нови кувари овде од нашите членови во нашата македонска заедница. За сите ваши потреби од страна на кувари, јавете се кај следните лица. Кај Џони Линковски на 0437 545456, а после тоа и кај Крис Веловски. Исто така може да се јавите на истите броеви за нашата македонска сала ако ви треба за некои веселби или било што ви стоиме на располагање. Продолжуваме со најновите вести од Македонија. Една година од првата емисија на македонски јазик на албанска државна телевизија. Вториот канал на албанската државна телевизија РТШ на денешниот ден пред една година по прв пат почна со емитување емисии на јазиците на малцинствата, вклучувајќи ги емисиите на македонски јазик. Освен информативната емисија, вести се емитуваат и документарни емисии, музика, репортажи, образовни емисии, серии со кои се промовираат и се афирмираат културата, обичаите, традицијата и сите останати вредности на малцинствата. Представуваше голема чест што јас ги презентирав првите кратки вести на македонски јазик. Тоа чувство кога се обраќате на мајчин јазик е преубаво. Не може да се опише. Сакам да истакнам голема благодарност до екипата која учествуваше на самиот почеток, без умор и доброволно работење. Естела Ѓурѓај и Теодора Танас. Голема благодарност и до Маријана Костовски и Илче Костовски кои продолжија онаму каде што ние застанавме. И се уште беше без умор. Продолжуваат да ги подготвуваат и читат вестите на македонски јазик за Мија Нико Китани, кој се надева дека времетраењето на блокот на македонски јазик ќе се зголеми. Китани искажува голема благодарност и до македонците од Канада и Австралија кои на почеток им дале голема помош. Емисијата на македонски јазик се емитува секој ден од понеделник до петок од 20:30 часот навечер до 21 часот. Од полчасовниот термин 5 до 7 минути се остапуваат за емисијата вести, а во останатите минути се имитува прилози поврзани со македонската култура, традиција и обичаи. Китани, кој е член на Комитетот на малцинствата при владата на Република Албанија,
во 2014 година ја упати првата новогодишна честитка на македонски јазик на државното радио телевизија РТШ. Прилеп ги започнува чествувањата за 11 октомври. Со поставувањето копии на одамна исчезнатиот орден за град Херој Прилеп ги започна чествувањата за 11 октомври. Копија на ордерот доби Меморијалниот музеј 11 октомври, а релфеј на ордерот во мермер е поставен во општинската зграда. Вечер со традиционалниот импровизиран напад на градот за подсетување на настаните на 11 октомври 1941 година и со прва историска заедничка прослава со Куманово почна традиционалното чествување на празникот. Прилеп ги заслужува епитетот да остане град. Херој зашто дал многу жртви и прв ја почнал народно-ослободителната борба за ослободување од фашистичкиот окупатор во 1941 година, беше констатирано на денешното пригодно откривање и поставување на копиите од ордерот, што градот го доби единствен во Македонија во 1975 година. Ордерот без трага исчезна пред 24 години. Една копија ќе се врати во Меморијалниот музеј 11 октомври, а реплика во мермер ќе ја краси општинската зграда. Македонија има 66 ордери за народни херои, од кои 15 се за борците што ги дал Прилеп, а еден за градот. Некогашниот градоначелник Илија Димовски е категоричен дека до насилното прекинување на неговиот мандат 1994 година ордерот бил во општинската ветрина. Прилеп го чествува 11 октомври со првата заедничка прослава со Куманово пред Меморијалниот музеј, а утре на празникот почит ќе им биде Собранието на Република Македонија. Комисиска расправа за уставните измени, мнозинството неизвестно. Почна комисиската расправа за уставните измени. Собраниската седница закажана за понеделник, премиерот Заев рече: сега е време сите што се за НАТО и Европската унија да ги поддржат уставните измени. Пратеници на ВМРО ДПМН му одговорија дека нема двотретинско мнозинство и дека оти против волјата на народот. Во предлозите за уставни измени нема ништо спорно и тие се согласност со меѓународното право, рече премиерот Заев, образувајќи ги пред членовите на Комисијата за уставни прашања. Ги повика пратениците да донесат одлука во интерес на граѓаните и да не подлегнуваат на притисоци. Преку договорот со Грција изградивме пријателство, но и подобра перспектива во европското семејство, истакна шефот на владата. Нема да имаме двотротинско мнозинство, тврди Трајко Велјановски од ВМРО ДПМН. Според него договорот со Грција е штетен, склучен е тајно во тесен круг на луѓе со владата, без опозицијата и поширока експертска јавност. Немаме мандат да ја менуваме одлуката на народот, рече Велјановски, потенцирајќи дека референдумот е неуспешен. Сонја Мираковска од НСДП пак со став географска одредница нема да ни го одземе идентитетот. Дадените дополнителни гаранции во Уставот се и за нашата држава, за суверенитетот и дека не загрозуваме никој од нашите соседи. Според деловникот, расправата за уставните измени во Собраниската комисија може да трае најмногу 10 дена. Исто толку се предвидени за пленарна седница, на која за изгласувањето на употребата за уставни измени потребно е двотретинство мнозинство. Во собранието отворена женска соба на клубот на Претенички. Ова современо уредена соба со символични национални премиси ќе биде соба во која клубот на Претенички ќе функционира, ќе одржува состаноци, средби, ќе прима делегации и ќе се дружи, порача председателот на собранието Талат Џафери на отворената женска соба на клубот на Претенички во парламентот. Тука се прикажани ни слики дел од активностите на нашите драги колешки и во иднина ова институционална меморија ќе биде збогатена со се, надевам,
уште многу конкретни резултати од неуморната, но толку важна работа на овој клуб, која е гласот на така наречениот понежен пол. Иако јас не би се согласил со таа констатација, бидејќи низ годините се докажа дека жената е движечка сила, мотор кој има визија, има сила и пред се, има желба да створи поубав свет за нашите деца и за сите следни генерации, рече Џафери. Нагласи дека денеска практично се реализира неговото ветување, што го дал по повод Меѓународниот ден на жената и одбележувањето на 15 годишнината од функционирањето на клубот на Претенички. Тогаш, како што рече, дека ќе го следи премиерот на шведскиот парламент и Кралството Шведска, земја со највисок процент на застапеност на жените во политиката и јавниот живот, и како председател на собранието ќе започне со реализација на проектот за чување и промоција и придонес на жените претенички носители на функции на собранието и неговите работни тела. И ете денес, после 7 месеци, ние сме тука на отворањето на таа соба, на клубот на Претенички, која ќе биде скромен, но значаен придонес и давање признание за улогата на жените политичари во собранието на Република Македонија, посочи Џафери. Продолжуваме со вашите желби, честитки. Со песната "Ти си за мене" на ќерката Кристина Ѓургиевска и ја честитаме свршувачката со Ентони Марополус од Сидне и на двајца да му посакуваме љубов, среќа и добар напредок во иднина. А на родителите од Ентони им ја честитаме убавата радост. Сето тоа и го честита мајката Славка Ѓургиевска. Кон убавата честитка се придружува и сестрата Тања со фамилијата и сестрата Оливија со фамилијата. Случајно се сретнавме, еден во друг гледавме.
Со песната Мерак песна на внуката Кристина Ѓурѓиевска ја честитаме свршувачката со Ентони Марополоус и на двајцата му посакуваме голема среќа, убава љубов, добар напредок во иднина. На сестрата Славка со фамилијата ја честитаме убавата радост. Исто радоста им ја честитаме и на родителите од Ентони. Сето тоа од се срце го посакува тетката Милка, тетинот Ванчо и брачедот Златко Трајановски. Кон убавата честитка се придружува и брачадата Даниела со фамилијата од Швајцарија. Со песната Љубов верна на внуката Кристина Ѓурѓиевска ја честитаме свршувачката со Ентони Марополоус и на двајца му посакуваме голема љубов, среќа да се имат во нивниот живот. На сестрата Славка со фамилијата им ја честитаме убавата радост. Исто радоста му ја честитаме и на родителите од Ентони. Овие желби се испратени од тетката Велика, тетинот Иван од Охрид, убава Македонија.
večer, devojko mlada, mlada i mnogo bava. Za tebe čuka srce gradi, iako ne znam koja si. Za tebe čuka srce gradi, iako ne znam koja si. Ja sam sostava i belo lice, dobra ko angel na srce. Gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemlji java. Gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemlji java. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna. Da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne sve videlo. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna. Da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne sve videlo. Srce mlado, nemu je lesno, koga moma si odbira. Za da go greje nebesno sonce, svatoj za svadba nas bira. Za da go greje nebesno sonce, svatoj za svadba nas bira. Ja sam sostava i belo lice, dobra ko angel na srce. Gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemlji java. Gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemlji java. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna. Da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne sve videlo. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna. Da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne sve videlo. Si baš najpotrebna, da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne sve videlo. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna. Da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne sve videlo. Со песната Царе мори на брачадата Кристина Ѓоргиевска и ја честитаме свршувачката со Ентони Маропоулус и на двајцата му посакуваме љубов, среќа да се имаат во нивниот заеднички живот. Ова сето го пожелува брачадата Светлана со фамилијата и брачедот Оливер со фамилијата, сите од Швајцарија. А на тетката Славка со фамилијата ја честитаме радоста, исто и на фамилијата од Ентони. Честито убавата радост. Ajde promeni se, care moj,
Со песната "Љуби ме до века" на внуката Кристина Георгиевска и ја честитаме свршувачката со Ентони Марополус и на двајцата му посакуваме се најубаво во нивниот млад живот. На сестрата Славка со фамилијата ја честитаме убавата очекувана радост, исто така честитаме радоста и на Ентони фамилијата. Ова сето го пожелуваат војкото Ѓоре, војната Славица, брачедот Аце од Швајцарија. Исто така кон честитка се придружува и брачедата Катерина со фамилијата сите заедно од убава Швајцарија. Тебе свирачи ти свира, мерат песни се до зори. Пусти ноги така минат, сама чекам, срце гори. Тебе свирачи ти свира, мерат песни се до зори. Пусти ноги така минат, сама чекам, срце гори. Ти за песни пари даваш, цели ноги бакши ставаш. Чаши празниш, не ги броиш, се дори на нозе стоиш. Ти за песни пари даваш, цели ноги бакши ставаш. Чаши празниш, не ги броиш, се дори на нозе стоиш.
albanče, za tebe ke dadam se, samo da te zemam jas, moja da si se kogaš. Anče mori albanče, za tebe ke dadam se, samo da te zemam jas, moja da si se kogaš. Lele anče, bela anče, kje ti kupam mi fustanče bo bela boja, nevesta da bideš moja. Vreme mi je da se ženam, sakam tebe da te zemam, i od tvoj te da te baram, zlaten prsten da ti daram. Anče mori albanče, za tebe ke dadam se, samo da te zemam jas, moja da si se kogaš. Anče mori albanče, za tebe ke dadam se, samo da te zemam jas, moja da si se kogaš. Anče mori albanče, za tebe ke dadam se, samo da te zemam jas, moja da si se kogaš. Anče mori albanče, za tebe ke dadam se, samo da te zemam jas, moja da si se kogaš. Ako imam oko pravdina na ovoj beli svet, nemaše da mi dam tažen jas, tuku radose. Ako imam oko pravdina, ej pod nebo to, do sega ke najde čare jas, lek za srce to. Aman mori mare, što mi napravi, ni na nebo, ni na zemlja, ti me ostavi. Aman mori mare, mlapjasko stare, novo tebe mare kesu, večno zaljube.
napravi, ni na nebo, ni na zemlja, ti me ostavi. Aman mori mare, mlađas ostare, novo tebe mare kesu, večno zaljube. Napravi, ni na nebo, ni na zemlja, ti me ostavi. Aman mori mare, mlađas ostare, novo tebe mare kesu, večno zaljube. А сега, почитувани слушатели, да го слушнеме младиот гајдаджија Петар Ангелевски со македонска селска гајда. А сега, почитувани слушатели, да ги проследиме и најновите соопштенија. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Борис во сабота на 28 и недела 29 октомври. Пензионерското друштво Гоце Делче во Нјукасел организира прошетка со автобус до Сиднеј во местото Пакли Маркет, и тоа во сабота на 17 ноември
со поаѓање на автобусот од предцрковната сала во 7:30 сатот сабајлето. Цената кошта само $20 по лице. Исто така тие најавуваат дека пензионерската чланарина може да се ја платите за ова година ако се јавите во салата секој понеделник и четврток, а и управата на пензионерското друштво Гоце Делчев. Исто така, почитувани слушатели, од Нукастел и околината, имаме нови вести од нашата нова управа. Во иднина ќе имаме нови кувари овде од нашите членови во нашата македонска заедница. За сите ваши потреби од страна на кувари, јавете се кај Џони Илинковски на 04 37 54 54 56. Исто така, кај Џони може да се јавите за нашата македонска сала, ако ви треба за некои веселби или било што. Ви стоиме на располагање. Продолжуваме со најновите вести од Македонија. Наместо договор од Преспа, Каменос во Вашингтон предлага меѓудржавни безбедносни договори. Грчкиот премиер за одбрана Панос Каменос на американците им презентирал план Б, кој според него би требало да го замени договорот од Преспа. Панос Каменос на средбите во Пентагон и Стейт Департмент уверувал дека референдумот не е успешен и дека Скопје се однесува неодговорно наспроти Атина, која досега покажала само добра волја за решавање на спорот за името. Тој на својот американски колега Матис и на заменик државниот секретар Мичел им предложил потпишување на договор за безбедност меѓу Грција, Албанија, Македонија и Бугарија, на кој подоцна би се приклучила и Србија. Според Каменос, со овој договор би се спречило навлегувањето на руското влијание во Македонија, без да биде потребно решавање на прашањето за името. Од владата на Ципрас веднаш се оградија од ваквите предлози на својот коалиционер партнер. Ваквите предлози на Каменос досега не се доставени во владата и во ниеден случај кој не можат да бидат алтернативен план за договорот од Преспа. Порача во ради интервју Јоргос Катругалос, алтернативниот министер за надворешни работи на Грција. Разногласните во Грција, грчката влада во однос на договорот повторно го искористи опозицијскиот нов демократски систем. Одговорниот за надворешната политика Јоргос Кумуцакис побара од Каменос, ако навистина не се согласува со преспанскиот договор, да се повлече од владината коалиција. Шизофренијата на владата и владината дипломатија во однос на прашањето на Скопје не само што продолжува, туку почна да се шири и во меѓународни рамки. Министерот за одбрана Панос Каменос во очекување Скопје да го отфрли договорот кој патем тој самиот го потпишал, им предлага на Соединетите Американски држави својата собствена балканска политика, однесувајќи се како да е министер за надворешни работи наместо Косијас, порача Кумуцакос пред сите медиуми. Официјално референдумот пропадна. Решението објавено во службен весник. Во завчерашниот број на службен весник на Република Македонија број 186 објавен е извештај за конечните резултати од гласањето на референдумот на државно ниво одржан на 30 септември ова година. Во објавата во службен вестник стои дека согласно конечните резултати од гласањето на референдумот 2018 одлуката не е усвоена, бидејќи не гласале повеќе од половина од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот лист. Почна процедурата за уставни измени во собранието. На седницата присутни и претениците од ВМРО ДПМН и коалицијата. Не се лесни ова прашање, но на нив се препознава лидерство. Претениците без разлика на која партија припаѓаат треба да ја понесат историската одговорност и да донесат одлука која ќе обезбеди пат кон Европската унија и НАТО. Премиерот Зоран Заев ги повика народните избраници да гласат за предлогот за пристапување на измени на уставот во парламентот. Таму почна собраниската процедура за уставни измени преку расправа во матичната комисија за уставни прашања. Чласта и опозицијата ги спротивставува аргументите со аплаузи, но и до обвикувања. Заев, како предлагач, ги образложуваше 4 клучни промени во највисокиот правен акт
а потенцираше дека со нив се гледа дека владата ги заштитила идентитетот во преговорите со Грција, повика и национално обединување и помирување. Од излагањето на претениците од ВМРО-ДПМН јасно е дека тие стојат на ставот за став на неменување на устава со цел промена на името. Алтернативна, според позицијата, е постигнување на единство и заеднички позиции и да се побара партнерство со Европската Унија и НАТО. Според деловникот, комисиската расправа може да трае најмногу 10 дена, исто и пленарната седница за прифаќање на владиниот предлог. За да помине ова прва фаза ќе биде потребно двотретинско мнозинство, кое се уште не е неизвестно. Вакво мнозинство ќе биде потребно и во наредните фази, доколку уставните измени опозицијата се брзи предвремени избори. Опција за брзи предвремени избори. По Скопската чаршија и Битола и Охрид ќе ги разубават излозите на дуќаните. За ова намена во буџетот на ресорот за економија се обезбедени 16,5 милиони динари, а собствениците не партиципираат во трошоците за обнова на излозите на објектите. 4 општини, Чаир, Центар, Битола и Охрид, подпиша договори со Министерството за економија за ревитализација на излозите на вкупно 160 дуќани во старите чаршии. За ова намена во буџетот на ресорот за економија се обезбедени 16,5 милиони динари, а собствениците не плаќаат во трошоците за обнова на излозите и објектите. На повикот пристигнаа вкупно 182 апликации, а од услови согласно повикот исполнија 160 дуќани, од кои 115 од Скопската, 38 од Битолската и 7 од Охридската чаршија. За жал, од Турската чаршија не добивме апликации, рече министерот Бектеши. Општините ќе имат рок од 1 година за имплементација на споменатите активности, а дуќаните немат никаква обврска да партиципираат нивни средства, односно сите средства се обезбедени од страна на Министерството за економија, како и дозволите од надлежните институции, одговорни за чаршиите, како што се Министерството за култура и конзер. Почитувани слушатели, на самиот крај на програмата сакам да ви пожелам добро здравје, голем успех во идната сабота, во истото време од мене Пеце Вртковски. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање. На сите ви благодарам што бевте со македонската програма во изминатите 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 1